40 гестацијски недели од бременоста се најпосакуваниот и најочекуваниот период кај партнерите кои што сакаат да заснуваат свое потомство или семејство. Она што се однесува на тие 40 гестацијски недели или 9 месеци од бременоста, посебно ја погодуваат жената, бидејќи таа е медиумот во кој што се транспортира и се носи бременоста и оттаму редовните контроли во текот на бременоста се исклучително важни за донесување на свет здраво и нормално потомство. Токму денешното издание на Фактор здравје го посветуваме на редовните контроли во текот на бременоста, а денешната емисија ќе обработиме со гостин од приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија, акушерство и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција, плодност од Битола. Добро дојдовте и ова попладне и уживајте во следните минути со нас. Започуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација. Инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравјето Г132. За важноста на редовните контроли во текот на бременоста, денеска ќе зборуваме со доктор Кристинка Пајаковска, специјалист гинеколог акушер од болницата Плодност од Битола, која што само за оваа прилика и само за вас денеска е во нашето студио. Добар ден и благодарам што од Битола повторно сте овде наши гости. Добар ден. Поздрав да гледачите на 24 часа и Фактор здравје. Благодарам во нивно име. Јас да напоменам дека зборувајќи за плодност, напомена дека сите вие кои што сакате да ги контактирате, можете директно тоа да го остварите на 047 208 880, а и да ја посетите нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.mk и директно на улица Асном број 9 да ја посетите болницата Плодност од Битола за совети, закажување, термини или сето она што ви интересира од областа на гинекологијата и акушерството. Тимот на Плодност би рекол Кристинка 25 часа сте достапни, 7 не дена, туку 8 во неделата. Мора така. Да, бидејќи она што го работите посветено има и резултат и драго ни е што и денеска ќе се осврнеме токму на вашиот дел од придонесот кој што го давате во текот на бременоста, конкретно за редовните прегледи во текот на бременоста. И веднаш моето прво прашање, дали со првите контроли или кога треба да се направи првата контрола? Дали тоа значи со самото планирање на концептот или на бременоста, или кога веќе ќе се направи тест за бременост, треба по автоматизам да се закаже првиот преглед? Значи, најдобро би било кога првата контрола би била предконцепцијска, тоа значи дека би била пред да се оствари самата бременост, за да се дадат соодветни совети за мајката во смисла на користење да отпочне со пиење на фолна киселина и да се направат микробиолошки брисеви за да се определи вагиналната чистота, за да може да се отпочне здраво една наредна бременост. Најчесто кај нас жените доаѓаат веќе бремени и по првото изостанување на менструацијата и првиот најчесто уринарен тест за бременост се обраќаат ми доцни менструација и го правиме првиот преглед. Тоа е некаде околу 6-та гестацијска недела. Препорачани антенатални прегледи за сите бремени жени, за оние кои што имаат прва бременост се 10 на број, а додека препорачани за тие што се со втора, трета или друга бременост, тоа се 7 контроли во текот на тој антенатален период во текот на бременоста. На првата контрола најчесто кој што ја правите вие гинеколозите, акушери, специјалистите? Да, на првата контрола ја диагностицираме бременоста, диагностицираме виабилност на плодот, срцева акција на плодот, број на плодови и вид на повеќе плодова бременост ако се работи за повеќе плодови. Првите контроли треба да ги искористиме за еден подолг разговор со пациентите, за разговарање со нив за нивните минати заболувања, во смисла на астма, заболување од срцето, заболување од бубрези, заболување некои нивни хронични болести или некои лекарства кои што хронично ги земаат, ги употребуваат, или пак некои депресии или други неуролошки заболувања. Од една страна, а од друга страна треба да зборуваме и за нивното акушерско минато,
односно дали имаат некои гинеколошки проблеми во минатото, дали имаат некои третирани заболувања, некои гинеколошки операции, за минатите бременности, доколку ги имале, како завршиле тие минати бременности, дали имале притисок во тие бременности, покачен крвен шеќер, дали се родило бебе предвремено, со колкава родилна тежина се родило тоа бебе, дали било многу големо за гестацијската старост. Значи, сето тоа што не интересира за нивните минати бременности. Кога ова го зборувате за првите контроли, дали тука и таткото или партнерот, не мора да се брачни или другари, треба и задолжително вие го повикувате да биде заедно со идната родилка, односно мајката? Најчесто, идните мајки доаѓаат заедно со партнерот, а може и со некои други членови на семејството, дури доаѓаат со своите родители. Деќе моментот е сигурно свечен и радосен. Да. Се многу возбудени во тој момент и најчесто тоа што им го зборуваш и ги прашуваш, остануваат без одговор. Ги прашуваш наједноставно кога ви беше вашата последна менструација и тие заборавив, баш во тој момент тие се збунуваат. Ама тука е секогаш партнерот кој што памти и ни кажува точно тогаш беше последната менструација и така да се надополнуваат еден со друг и можат да запаметат заедно повеќе информации за да подоцна можат и да прашаат во врска со тие информации. Таа последна менструација, се извинувам, сигурно е важна за да го определите датумот или кога се планира. Доколку знаат, 40-та гестацијска недела. Доколку знаат, тогаш се раководиме по таа последна менструација. Доколку не знаат, тогаш го спрема одредени ултразвучни мерки и одредуваме гестацијската старост на плодот и врз основа на тој ултразвучен преглед кажуваме кога ќе биде последниот термин за раѓање за таа пациентка. Многу е важно да пациентите одберат лекар кај кој што ќе имаат доверба, на кој што ќе му веруваат и кога ќе го слушаат во текот на бременоста. И важно е да му се дадат сите информации на пациентите за тоа што ќе следи во текот на таа бременост. Значи, треба да си одвоиме време ние како лекари, да им ги објасниме сите наредни чекори и постапки кои што ќе следат во текот на бременоста. Да им оставиме можност да тие прашаат во врска со тие постапки и чекори и да се прашаат дали го разбраа сето тоа и да бидеме стрпливи да за тоа им одговориме. Секако дека тоа се многу информации на почеток и затоа се трудиме, ете, ние во нашата болница се надевам дека и во другите центри да се изработуваат флаери на кои што се даваат пишани информации за тоа што им го зборуваме. Тие флаери се достапни за сите трудници. Кои што веќе се трудни, но и оние кои што планираат бременост. Да, и кои што планираат бременост, им ги даваме како совети за бремена жена, за скрининзите флаерите, за перинатална диагностика. Може малку понапред само раката, да, за да камерата го регистрира. А и убаво што тоа е дадено и преку цртежи, бидејќи една слика 1000 зборови, би рекол. Имаме една шема направено, врз основа на која по гестацијски недели е поделена цела бременост, значи пред забременување, во текот на бременост и после бременост, на кое што во секоја гестацијска недела е дадено кои анализи и кои контроли ултразвучни, лабораториски, микробиолошки треба да се направат во текот на целокупната бременост. Рековте дека на почетокот на околу 6-та недела веќе одредувате и срцева активност, ето на што е на почеток карактеристично за првите гестацијски недели, но што е со оние исследувања, лабораториски анализи во однос на инфекциите? Значи, се прават испитувања за инфективни болести, се земаат микробиолошки брисеви, се зема крв, се определува така наречен торч, токсоплазма, рубеола, цитомегаловирус, херпес. Исто така се зема крв за хепатитис Б, за жолтица Б, кое што е задолжително, и жолтица С за оние за кои што се метаме дека се подложни да бидат заболени од таа жолтица, значи тие што примале диализи, тие што примале повеќе пати трансфузии или пак кои што употребуваат дрога и слично, значи интравенска употреба на дрога. Исто така се препорачува да се земи крв за ХИВ, тоа може да биде и сакаат пациентите да биде анонимно, меѓутоа колку успеваме во тоа не знам. И исто така, значи сите тие прегледи им се советуваат да ги направат пациентите, а кога ќе дојдат со резултатите им се објаснува за што добивме од тие резултати.
Значи мораме да им ги објасниме на пациентите зошто правиме жолтица Б. Например, зошто земаме крв за хепатитис Б? Затоа што можеме да го заштитиме новороденчето, затоа што таа трансмисивна болест, значи преку крвта на мајката се пренесува на новороденчето и кога ќе се роди можеме да го заштитиме тоа новороденче да не биде заболено од хепатит Б. Или зошто правиме тест за ХИВ? Затоа што можеме да го спречиме пренесувањето на вирусот на хепатит на ХИВ вирусот во текот на раѓањето, односно ќе планираме раѓање со царски рез, ако знаеме дека мајката е ХИВ позитивна. Или секој исследување има последици. Секој исследување има последици и треба, и затоа треба да им објасниме на пациентите зошто ги бараме тие испитувања да ги направат. И од микробиолошките испитувања уште препорачуваме и уринокултура, значи да се испита стерилноста на мокрачата, затоа што има многу пати така ние викаме асимптоматска бактериурија, значи пациентите немаат симптоми, меѓутоа имаат инфекција во мокрачата и тоа е битно да се испита затоа што влијае таа инфекција на развојот понатаму на плодот и на бременоста. Сигурно дека и крвните слики се дел од анализите кои што ги препорачувате во однос на редовните прегледи во бременоста, антителата и сето тоа во која гестацијска недела треба да се направи. Значи секој месец на сите бремени жени секој месец треба да проверуваат крвна слика, да проверуваат мокрача и да се мери крвен притисок, да се мери нивната телесна тежина. Исто така се препорачува уште веднаш на почетокот на бременоста да се одреди крвната група и РХ факторот како најважен, меѓутоа и присуството на други крвни антитела, значи не е само антителата за РХ факторот, туку и други крвни антитела. Пак треба да им ги објасниме на пациентите зошто е тоа важно, затоа што во 28 гестацијска недела, доколку мајката е РХ негативна, меѓутоа и по проверување на партнерот каква крвна група е тој, значи ако партнерот е РХ позитивен, тогаш се дава соодветна терапија за да го заштитиме за да ги заштитиме наредните бременности. Она што е важно, сигурно дека сите овие редовни контроли и препораки кои што ги давате не само во болницата плодност, туку тие се и како исследувања препорачани на глобално или светско ниво, секојдневно пациентите сигурно ве слушаат, сте во заедничка комуникација и сигурно дека кога ќе побарате следно исследување или доаѓање, редовно доаѓаат кај вас гинеколозите на преглед. Најчесто не слушаат. Бидејќи ова за нив се прави. Тоа за нив се прави. Меѓутоа секогаш мораме да ги почитуваме и правата на пациентите, значи ако тие одлучат да нешто не сакат да го направат или не го сметаат дека не треба, тогаш мораме да го испочитуваме нивното право. Меѓутоа па наше право е тоа внимателно да си го забележиме дека ние сме советувале, меѓутоа едноставно пациентката не сакала да го прифати тоа. Исто така во овие први контроли треба да им се објасни на пациентите за нивниот за хигиено-диететски режим, за нивниот стил на живење, меѓутоа да им се објаснат и некои симптоми кои што ги очекува во текот на бременоста. Значи дека ќе имат гадење и повраќање во прв триместар, најчесто во првите 12 недели, дека тоа покасно ќе се намали, дека ќе имаат потечени нозе, дека ќе се појават вени на нозете, дека можда некои ќе имаат запек, некои ќе имаат киселини, некои пациенти ќе бидат поспани и така натаму, помалаксани, поспани, особено во првиот дел од бременоста, и сето тоа треба да им се објасни дека тоа е нормална физиолошка појава во текот на бременоста. И сигурно дека ќе се согласите, не треба една трудница или бремена жена да се споредува со другата, очекува ако едната имала одредени симптоми, дека и другата треба да ги има. Апсолутно не, секоја жена е секоја индивидуа сама за себе. И сето она што ги интересира, јас мислам дека треба да не прашаат нас гинеколозите акушери, а не да читаат по форуми, тие можат да се информираат, значи комплетно се информирани, меѓутоа слепо да веруваат дека тоа мора да биде и кај нив така. За проверка секогаш да ве консултираат. Обавезно. И само уште едно прашање пред рекламите, вториот блок, рековте хигиенско-диететскиот режим, што како препорака тука вие можете да препорачате? Дали зеленчуци, овошје, додатоци во исхрана, дали оправдувате антиоксиданси, физичка активност? Не важи тоа дека бремената жена треба да јади за двајца. До 12-та гестацијска недела сосема нормално се однесува како и небремена жена. После 12-та гестацијска недела, односно 4-ти месец да речам, зголемените потреби се само од 200 до 400 калории во текот на денот, плюс, значи повеќе отколку тоа што треба да го има небремената жена. Треба да се внимава на изборот на храната, значи да се користи високопротеинска а нискокалорична исхрана, да биде таа исхрана богата со незаситени масни киселини и секако богата со антиоксиданси.
Значи се фрла внимание на зеленчукот и овошјето, на млекото и млечните производи обавезно. Околу 500 до 600 грама млеко во текот на денот треба да се пие. Сосема неколку јајца, на пример, во текот на неделата, 3 до 4 јајца само во текот на неделата. Треба да се зема путер или маргарин, од млечни производи. Од зеленчуковите производи добро е да се конзумира почесто компирот се препорачува и треба да се од месата, значи да се земаат немасни меса, постни меса, бело месо, мисиркино месо, телешко месо и пилешко месо. Исто така и риба обавезно два пати на неделата. И уште сакам да спомнам тука за суплементи кои треба да се земаат во овој период. Значи обавезно до 12-та гестацијска недела спомнавме фолната киселина по 400 микрограми дневно, ако не е препорачено од други причини, значи акушерот знае да препорачи поголема доза на фолна киселина доколку има потреба. Исто така се воведува витаминот Д како суплемент, и тоа по 10 микрограма дневно, особено значајно за пациентки кои што од верски или здравствени причини не излегуваат на сонце, доволно на сонце, или немаат доволно одскриени делови, значи непокриени делови изложени на сонце, а доволно е само лицето и рацете да бидат откриени и 15 минути да се дневно на сонце за да се задоволат потребите од витамин Д. Да се внимава со вишокот на витамин А, затоа што се покажа дека е тератоген и токсичен. До 700 микрограма дневно е дозволено витамин А. И тоа би било се во врска со суплементите. За железото, стално пациентките прашуваат да не сум анемична, да не треба да земам железо и слично. Значи, нормална е физиолошка анемија во текот на бременоста, затоа што се зголемува количество на циркулирачка крв, се зголемува течноста, а не и крвните елементи и дозволено ниво на хемоглобин до 28 недела до која што не се дава железо е 110 милиграма, а после 28 недела е 105 да биде хемоглобинот, за да отпочнеме со давање на железен препарат. Многу корисни информации кажавте досега, ќе следуваат уште во продолжение, а тука сакам да ве поканам да се подготвите ако сакате да ни се јавите и доколку сакате да бидете дел од Фактор здравје, тоа да го сторите по вториот блок реклами. Редовни контроли во бременоста е денешна тема во Фактор здравје, тема која што вие доближуваме и со многу корисни информации вие збогатува доктор Кристинка Пајаковска, која што е специјалист гинеколог акушер од специјалната болница Плодност од Битола, болница која што е специјализирана за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. Доколку сакате да ги контактирате на 0472088880, достапен е тимот на Плодност секојдневно, како и директно на улица Асном број 9 и на нивната адреса на глобалната мрежа www.plodnost.mk. Доктор Пајаковска, знаете дека гледачите се наш неизоставен дел, па затоа и тука ве поканувам на 691924 и 691925 да се јавите и да поставите прашање или да споделите некое лично искуство. Ако го зборуваме за редовните или оние нормални бременности и редовните прегледи во текот на тие 40 гестацијски недели, кои се отстапувањата или колку е очекувано идната мајка да отстапи или да има зголемена телесна тежина? Сигурно многу често тоа ме прашуваат. Често не прашуваат, а многу малку не слушаат и многу малку успеваат во тоа. Значи до 12 килограми е тоа што го дозволуваме и препорачуваме да е зголема телесната тежина во текот на бременоста. Доколку успеат во тоа би било идеално, меѓутоа доколку се покачи над 12 килограми, даваме совети за диета, за намален внес на леб, намален внес на житарици и така натаму, за да можат да колку толку особено да изостават јадење на благо, шеќери, за да колку толку можат да ја контролираат телесната тежина. Ова намерно ве прашав бидејќи во текот на бременоста многу чести се појавите на преекламсија или зголемен крвен притисок, зголемен шеќер во крвта и како од овие работи да се заштитат или условно речено ако се појават што треба тие бремени жени, дали се под засилен надзор или почесто треба да доаѓаат на редовни контроли? Значи пациентките кои што се обезни, значи кои што се дебели, односно имаат голем body mass index, значи ние уште на почетокот кога дојдат
на првите контроли треба да ги измериме колку се тешки, колку се високи, колку изнесува нивниот body mass index и врз основа на тоа понатаму да судиме дали имаат можност, предиспозиција таквите жени да развијат висок крвен притисок или да имаат шеќерна болест, а и од фамилиарните анамнези за претходно за родители кои што имаат кои што имаат шеќерна болест или пак од претходни бременности ако имаат висок крвен притисок. Ги следиме со тоа што секој месец значи мериме крвен притисок, секој месец проверуваме мокрача, ја мериме телесната тежина, а за шеќер обавезно во 28 гестацијска недела им препорачуваме тест за скриен шеќер. Значи пациентките едноставно некогаш ниту ние, ниту пациентките не знаат дека носат гестацијски шеќер, односно шеќерна болест која што се јавува само во бременоста и после исчезнува. И после исчезнува, меѓутоа сепак тие таквите пациентки треба да се контролираат затоа што мал процент од нив ќе имаат шеќер покасно ќе развијат шеќер. Значи не е туку така тој гестацијски дијабет, тој шеќер во бременост кој што се јавува. И тоа го тестираме со така наречен гликоза толеранс тест, значи им даваме на пациентите да пијат 75 грама на гликоза, мериме шеќер значи пред да започне пиењето, првиот час и вториот час и врз основа на добиените вредности дијагностицираме дали се работи за шеќерна болест или во текот на бременоста или не. Имаме гледач на линија, се извинувам да го слушнеме првото јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Дали темата ве погоди, господјо, и повелете со прашање? Да. Поздрав до вас, до емисијата и многу солидно ја водите. Благодарам многу. Сакам да прашам, ќерка ми е бремена во 27-ма недела, а треба да патува со авион. Што би ќе препорача доктор? Благодарам за прашањето. Имаме уште едно јавување да го слушнеме и двата одговора ќе ги слушнат оние кои што ги поставија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете и вие, господјо, го очекуваме вашето прашање. Да. Значи, јас веќе имам едно детенце, пред време го роди во 34-та гестацијска недела. Причина беше висок крвен притисок. Потом тоа направи генетски испитувања, која е причината за сето тоа и испадна дека FV1 е мутиран генот, потоа, сега ги читам, извинете, МТХФР е исто мутиран и факторот 13. Кажете ми дали тоа е причина за повторно забременување, бидејќи со партнерот веќе година дена се обидуваме, и дали постои нека терапија пред зачнување, после зачнување, која е шансата повторно да се случи се во втората бременост? Благодарам за вашето прашање. Да одговориме на првото пократко. Да, на првата слушателка, првата гледачка, да. Значи сите авиокомпании имаат различен праг до која гестацијска недела го дозволуваат патувањето. Тоа што е битно за патувањето со авион е опасноста од тромбози заради долготрајно седење. Значи препорака за сите пациенти кои што патуваат со авион е повеќе пати да стануваат во текот на самото патување, значи да шетаат низ самиот авион, исто така да носат обавезно еластични чорапи, меѓутоа тие еластични чорапи значи да ги одберат соодветно бројот кој што му одговара, затоа што секоја нога не е еднаква, значи соодветно кој што му одговара и обавезно да носат осигурување, значи да се имаат патничко осигурување при секое такво патување. Значи не е контраиндицирано, значи не е спречено патувањето со авион, меѓутоа зависно од авиокомпанијата до која гестацијска недела дозволува. Секоја нормална бременост не ограничувате вие гинеколозите. И втората гледачка? Втората гледачка значи зборува за некои хромозомски генетски пореметувања кои што секако треба да ги за наредна бременост треба да се консултира со трансфузиолог за евентуално да отпочне пред самото зачнување со терапија, а исто така треба да се генетски советува, значи тимот да се собери еден тим од повеќе области и генетика, и акушер, и трансфузиолог, кои сите заедно ќе одговорат како би ја започнала наредната бременост. Не сметам дека пореметувањата кои што ги има се причина за незачнување, односно за стерилитет, меѓутоа за одржувањето на бременоста треба сите заедно да реагираат. Она што е редовно во однос на нормалните бременности сигурно се структурните и генетските пореметувања или испитувања евентуални кои што може да произнесат. Во која недела ги препорачувате и кај кои бремени жени? Значи за сите бремени жени се препорачуваат два главни скрининзи. Едниот скрининг е или преглед е во 12-та до 14-та гестацијска недела, а вториот скрининг е помеѓу 18-та и 22-та гестацијска недела.
Првиот скрининг се однесува на генетски аномалии, најчесто на анеуплоиди, на трисомии, така наречен Даун синдром или меѓународот познат како монголоидизам, каде што се прави преглед, ултразвучен преглед, значи на самиот плод, преку посебни ултразвучни параметри кои што се мерат, исто така се зема крв за одредени хормони од крвта на мајката и сето тоа интегрирано дава еден математички пресметан ризик за можноста да бебето има Даун синдром. Она што како најново го применуваме за диагностика на Даун синдром и другите анеуплоиди е така наречениот неинвазивен перинатален тест, кој што се однесува на земење крв од страна на мајката околу 10-та гестацијска недела, кој што крв се испитува за постоење на клетки од страна на плодот и се одредува нивната ДНК и со точност од 99%, значи неинвазивно, само со земење на крв од мајката, можеме после 9-10 гестацијска недела да диагностицираме дали има можност плодот што се носи да има Даун синдром. Значи, уште еднаш ќе речам, тој е неинвазивен диагностички тест, што е референтен и глобално се применува. Доколку е позитивен, значи доколку е позитивен, тогаш не е краен тест, обавезно се применува инвазивна диагностика, значи обавезно треба да се направи амниоцентеза или хорион биопсија, зависност од гестацијската недела, за да 100% докажеме дали тој неинвазивен пренатален тест е така како што вели дека има некоја анеуплоидија. Оно што е актуелно, секако ново го применувате во болницата плодност, а сигурно дека ќе ги интересира идните мајки, оние кои што веќе се бремени, оние кои што планираат концепт или бременост, кога и како на некој начин рано да се откријат и превенираат ако може знаците за предвремено раѓање, бидејќи спомена една од гледачките, нејзиното дете се родило во 34-та недела. Нејзиното предвремено раѓање беше заради прееклампсија, значи покачен крвен притисок, зголемен крвен притисок. Но има ли начин тоа да се детектира, да се открие порано? А за предвремено раѓање, значи првин треба да имаме анамнестички податоци, треба да знаеме за мајката дали претходно била подвргната на некоја хируршка интервенција, како што на пример реконизација, или пак имала претходно спонтани абортуси, или пак предвреме родила претходно дете пред 34-та гестацијска недела. Меѓутоа тоа што го правиме како сосема лесен и едноставен преглед за предвремено раѓање е мерење на должината на грлото на матката, кој што го правиме ултразвучно, почнувајќи од 16-та недела за тие што имаат ризик за предвремено раѓање, односно во 20-та недела за тие што доаѓаат на нормален скрининг во 20-та гестацијска недела. Има една должина на грлото на матката од 25 мм, тоа е најважно, мислам, за пациентите, кое што ни е гранична вредност врз репер. Доколку е подолго 25 мм, велиме дека нема опасност за предвремено раѓање, доколку е пократко, тогаш треба да се дава соодветна терапија. Оно што сакам уште и да ве прашам, како круна на секоја здрава и нормална бременост, не само за вас гинекологите и акушери од една страна, туку уште повеќе за двајцата родители е раѓањето, чинот на завршувањето на бременоста. Има ли одредени совети, знаци кои што ги препорачувате или клиничка слика, симптоми, кога пациентките, идните мајки може да препознаат дека доаѓа тој момент, што треба да им се случи, има ли нека аура, некој предчувство? Сите мајки сакаат да знаат кога точно да дојдат, кога е моментот за раѓање. Ако не е царски рез, нели веќе? Ако не е планиран царски рез, спонтано породување. Да, не планиран царски рез, значи како предзнаци за раѓање ги наведуваме сукрвица и тој слузаво крвав чеп, кој што се јавува околу термин за раѓање, болки кои што се константни, односно се ритмички, се појавуваат на одреден временски период. Значи, оние лажни припремни болки кои што ги знаат пациентите кои што почнуваат порано, се без некој ритам, се јавува сега една, па се јавува по пола час, па се јавува по 2 часа и слично. Сега, кога се болки за раѓање, значи тие се појавуваат ритмички на одреден временски интервал. Нека и 20 минути, нека и 30 минути, меѓутоа пак да се повтори после 30 минути. И трет предзнак за раѓање е прскање на плодовите обвивки и истекување на плодовата вода. Секако дека не треба паника, било кој од овие предзнаци или знаци за раѓање да ги добие пациентката, не треба паника, не треба брзање. Многу често стигнуваат како што биле дома, па кај ви е мајчината книшка, па не ја носиме, крвна група носите, не носиме крвна група, си заборавив ова, си заборавив она, значи во паника едноставно мислат дека треба што побрзо да се стигне на местото за раѓање. Смирени, средени, сите документи што треба да се соверат, да се земат, нема потреба од
трчање Паника или и брзање. паника и брзање во болница. Нормалното раѓање, значи оно раѓање кое што е физиолошко е дилатација на грлото по 1 сантим сатот. Значи, ни требаат многу часови да поминат додека дојдеме до моментот на раѓање. Има време, за се ќе се стигне. И одно што сакам уште еднаш да го нагласиме е дека редовните прегледи и контроли во текот на бременоста кои што ги зборуваме важат за здравите или нормалните бременности. Не го споменавме уште фактот што ако станува збор за близнаци или тројка, повеќе члена, ако има повеќе ембриони, односно повеќе деца треба да се родат. Дали тие мајки се под поголем надзор и почесто треба да доаѓаат на контроли? Со оглед на тоа што сме IVF центар, да, и тоа сакав да ме прашам, многу често имате такви многу често близначки бременности. бременности, имаме многу често близначки бременности. Посебен надзор бараат близначките бременности, посебно следење, почести ултразвучни контроли, почести лабораториски контроли. Тие имаат, значи, може да бидат причина близначката бременост за предвремени раѓања. Многу почесто имаме предвремени раѓања, за кревење на за повисок крвен притисок и затоа треба да бидат под поголем контрола. надзор или контрола. И она што го кажавте дека секоја бременност е различна, секоја една мајка исто така нејзината приказна е различна, уште еднаш да ги охрабриме уште пред планирањето на бременоста, да поминат можеби до плодност, да ги добијат овие флаери, да ве консултираат, а не сето тоа да се случи кога веќе ќе имаме бременност. Секако да се информираат, да прашаат за се што ги интересира. Многу ги поздравувам и ми се многу симпатични пациентките кога дојдат со ливче и со прашања, затоа што најчесто забораваат во тој момент што сакаат да прашаат што мислеа и Значи уште слично. важи она паметниот пишува. Да, многу ми се симпатични таквите пациентки. Значи идат и докторки, имам неколку прашања и почнуваат првото прашање, второто прашање, нека си запишат тоа што мислат, нека препрашаат, обавезно сакам да го разберат сето она што го зборуваме. Значи И да го применуваат да во го пракса. применуваат, значи да го разберат. Ние можеме да зборуваме колку сакаме, меѓутоа тие треба да го разберат тоа и да ги прашаме дали тоа го разбраја. Тоа е важно и само на крај кратко прашање, дали сакате водители што запишуваат? Што треба да ве прашаат? Се шегувам. Имав јас во глава запишано и чинам дека прашањата беа толку за ова издание на Фактор Здравје. Многу ви благодарам. Среќен пат до Битола и каснете едно сирење во фурна за мене таму. Благодарам. Поздрав. Да, повелете. Повели и ти во Битола, Да. па заедно ќе одиме на ручек. Да, благодарам уште еднаш. Доктор Кристинка Пајаковска, специјалист гинеколог акушер од болницата Плодност од Битола, беше гостинка денес во Фактор Здравје. Посакувам сите вие кои што планирате бременост или веќе очекувате да се роди вашиот потомок или вашето дете, тоа да ви помине во најдобар ред, да имате нормална бременост и секое добро за идните мајки.